Добар ден, почитувани. Стартува уште една нова Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Рентген, магнетна резонанца, компјутерска томографија, мамографија. За различни болести и состојби се користат различни сликовни диагностички процедури, за кои од нив е потребна посебна подготовка кај пациентот. Дали сите тие имаат подеднакво зрачење? Во кој случај се користи контраст при снимањето? Имаме навистина многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на Михајло Маноилов, дипломиран радиолошки технолог во Жан Митрев клиник. Ќе погледнеме блок реклами, а потоа следува разговорот во студиото. За радиолошките снимања во денешната Телма амбуланта разговараме со Михајло Маноилов, дипломиран радиолошки технолог во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, Најдо, ви благодарам на поканата. Речи си, секој од нас, барем еднаш во животот, бил сниман со рентген. Каква процедура сликовна на снимање е тоа? Па радиолошките процедури се принцип на снимање, односно диагностика, која што користи рентген зраци, кои што рентген зраци се произведуваат во специјална рентген цевка, каде што со помош на физика се добиваат тие рентген зраци кои што поминуваат низ човечкото тело. Знаеме дека човечкото тело има различна густина на сите органи, поминувајќи низ сите органи на плочата, односно на детекторот, каде што паѓаат, даваат различен сигнал, кој што тој сигнал ние го анализираме потоа и добиваме на екранот слика која што ја гледаме, ја диагностицираме во различност на кој сегмент од човековото тело е. Секој зрачење носи одредена опасност. Дали рентгенското зрачење е штетно за здравјето на човекот? Да, секој рентгенско зрачење е штетно доколку нема потреба од снимање. Кај нас во, така да кажам, и во народот постои една мисла дека секој рентгенско зрачење е штетно, но не е баш така. Штетно е доколку не е диагностички оправдано. Ние имаме еден термин кој што се нарекува ESLOW, E за reasonable, што значи дека секое снимање мора да биде апсолутно диагностички оправдано и оштетувањето кое што ќе го предизвикаме со рентген зраците во човековото тело секогаш треба да биде помало во однос на тоа кои што сме ги добили информациите зашто е направено самото рентгенско снимање. Значи да се направат снимањата само кога се навистина неопходни и се оправдани. Бидејќи некој вела да видам што ми е, да си направам јас една снимка и слично, никако таков пристап. За да се сведе зрачењето на минимум, што треба да се преземе? Како се заштитувате себе си, но и пациентите? Да, чисто ние во нашата болница доаѓаат пациенти кои што велат сакам комплетно цел да се прегледам. Тогаш им објаснуваме нормално дека тоа не е така едноставно и не е добро за нив да се прават прегледи на оној дел на телото кај што нема потреба. Едноставно ги насочуваме во кој дел треба да се фокусираме, кој преглед треба да го направиме, се со една цел, бидејќи секое рентгенско зрачење е штетно. За таа цел имаме два вида на заштита. Имаме заштита амбиентална, која што подразбира заштита на сите оние простори каде што се наоѓаат рентген машините. Тоа се заштита на ѕидовите, на вратите, на кровот. Ви кажав, значи на секое она место кај што постои рентген, кај што се прави снимањето и кај што постои рентген машина. Освен амбиенталната заштита, постои така наречена персонална заштита. Секој од нас кој што е вклучен во диагностицирање и во работа со рентген зраци носи персонален личен дозиметар кој што секојдневно и константно го мери секое зрачење. Потоа тој дозиметар се носи во специјални установи во Институтот за јавно здравје, кај што се анализираат и секој месец добиваме извештај од тамо на кое ниво и колку е изложен на јонизирачко зрачење. Денешната технологија е толку напредна и софистицирана што пред се води огромно внимание на тоа да бидат пациентите заштитени
и секако персоналот кој што работи со јонизирачко зрачење. Кои се сликовни диагностички апаратури, би рекла, користат вакво јонизирачко зрачење, односно X зрачење? Да речеме, дали компјутерската томографија работи на овој принцип? Да. Ние во нашата болница Жан Митрев клиника ги имаме сите модалитети на работа со јонизирачко зрачење плюс магнетна резонанца. Кој што не работи на таков начин, но подоцна ќе појасните кој е принципот на нејзиното функционирање. Точно така. Компјутеризираната томографија, конвенционалното сликање или конвенционалната рентгенографија, потоа мамографија, скендезитометрија, тие користат рентген зраци во својот принцип на работа, како што ви објаснив пред малку. Рентген зракот поминува низ човековото тело и во зависност од густината низ органот кај што поминува, така на детекторот предизвикува сенка или дава информации за сегментот кој што ни е во интерес. Значи, компјутеризираната томографија, мамографија, скендезитометријата и мамографијата користат рентген зраци при принципот на работа. Различна доза на зраци има кај нив? Да, апсолутно. Кој има најмалку апарат? Па видете, најмалце, да речеме, има зрачење во оние конвенционални сликања, рачен зглоб, нога, бели дробови. И пак ќе повторам дека без разлика што има мало зрачење, секое непотребно зрачење треба да се избегнува. Треба да се консултира лекар, треба секое диагностицирање и секој преглед на рентген треба да биде строго диагностички оправдано. Треба да се консултира докторот, да се види со пациентот дали секое оно снимање кое што ќе биде направено ќе биде диагностички оправдано. Но има и начин на снимање во кој што целосно отсуствуваат овие јонизирачки зрачења, таков е магнетот, односно магнетната резонанца. Да. На кој принцип таа пак функционира? Магнетната резонанца работи на принцип на електромагнетни бранови, кои што електромагнетни бранови исто, да речеме, како рентгенските зраци, но на поинаков начин, поминуваат, се ствара една фреквенција, која што фреквенција се анализира во така наречени антени, кои што ги ставаме на, или коили, кои што ги ставаме на пациентот. За секој дел од телото постои специјален одреден коил кој што ги прима сите оние електромагнетни бранови и потоа тие одат во специјален софтвер во машина, во компјутер, каде што се анализираат, се преработуваат и потоа се добива, да кажам, една слика која што ние ја гледаме на мониторот во зависност од тоа кој дел го ставаме на диагностицирање. Да, разликата помеѓу, да речам, овие процедури каде што има рентген зраци и магнетната резонанца е тоа што кај магнетната резонанца апсолутно нема никакво зрачење, а во останатите процедури кои што користат X зраци има зрачење во зависност од тоа која процедура ја применуваме. А што се кога станува збор за ехо прегледите? Ехо прегледите се сосема друга диагностика, они користат ултразвучни бранови кои што имаат фреквенција поголема од 20.000, која што работи на ист скоро принцип како и останатите диагностики. Ултразвукот се одбива од органите, се ствара шум и во однос на мониторот кај што ги гледаме сликите, добиваме одредена слика која што анализираме во зависност од органот кој што го диагностицираме и анализираме. Значи таму нема зрачење? Апсолутно, да. Нема никакво зрачење. Да. Ке започнеме со компјутерската томографија. Да. На каков начин се изведува? Потребна ли посебна подготовка кај пациентот за да се направи снимање? Да. Потребна е за сите снимања е потребна посебна подготовка. Пред се треба да се разговара со пациентот, да му се објасни што го очекува кога ќе го прегледуваме. Секако дека му се зема детална анамнеза во однос на минати заболувања, во однос на неговата кондиција кардиоваскуларна, респираторна, било како. Му се објаснува целокупната процедура, што ќе му биде, што треба да очекува, каков преглед го очекува. Најчесто треба да биде во лесна облека облечен. Доколку даваме контраст, треба да биде гладен 3 до 4 часа. Треба да има лабораторија во која што ќе ги имаме основните параметри, анализи, посебно креатин или уреа, затоа што ако даваме контраст, контрастот може да биде
и за бубрезите, да кажам, штетен, и пред се мора да бидеме сигурни дека прегледот кој што ќе го направиме мора да биде точен, сигурен, без да му причинуваме, да кажам, проблеми на здравјето на пациентот кој што ќе го направиме. Колку време трае прегледот со компјутерска томографија? Па во зависност од тоа кој дел го испитуваме и кој дел го прегледуваме, прегледите на компјутеризирана томографија релативно кратко трајат, самото снимање, односно зрачење трае неколку секунди. Предходно припремата на пациентот е малце, да кажем, подолга, а самото снимање трае многу кратко. Ние го имаме најсовремениот апарат од портфолиото на Philips 256 слайсен компјутер, кој што, да кажеме, снима срце за 5 до 6 секунди. Го фаќа срцето во 3 до 4 откуцаи и добиваме апсолутна прекрасна, да кажам, слика на срцето и срцевиот мускул, така наречена коронарографија. И другите процедури исто траат релативно кратко, се дава контраст во зависност од тоа дали треба да дадеме контраст или не треба да дадеме контраст. Се става интравенска канила, сето тоа иде во претходно, како што ви објасни, во припремата на пациентот. Се става интравенска канила преку која што иде контрастот, му се објаснува на пациентот после прегледот што треба да направи во однос на контрастните средства, треба да се хидрира, да пие повеќе течности и така натаму. Може ли пациентот да изреагира несакано на контрастот, да добие некаква алергија и слично? Да. Се случува и тоа да пациентот има реакција. Во зависност од тоа некогаш и реакциите може да бидат и помали, може да бидат и побурни. Во зависност од тоа како пациентот реагира. Затоа и ние кога го припремаме пациентот, го прашуваме дали има некои алергии претходно, дали има диабетес, дали има проблеми со бубрезите. И да, реакциите може да бидат од сосема мали до, да кажам, драстично силни реакции, но ние сме спремни за секоја ситуација и реагираме во однос на тоа каква е реакцијата. Најчесто пациентите немаат реакција, така да кажам 1% од пациентите кои што ги третираме, односно ги прегледуваме на компјутер имаат реакции. Некојаш тоа може да биде обична кожна реакција, уртикарија. Кога му даваме контраст на пациентот има метален вкус или чувство дека нешто му се дешава во грлото. На тој начин, али сето тоа е битно претходно ние да го Има различни типови на контрасти, можете да одберете некој помалку ризичен ако воопшто постои нешто такво. Апсолутно да. Кај компјутеризираната томографија се користат ионски контрастни, јодни контрастни средства. Тие се растворливи во вода и релативно стабилни на местото на кај што ги чуваме, треба да бидат да се чуваат во темно и во суво на суво место, се релативно стабилни и да кажам има различни производители на контраст, но ние секогаш се трудиме да ги одбереме оние што се најквалитетни и оние кои што предизвикуваат најмалку несакани реакции кај пациентите. Да проговориме за мамографијата, која што се користи и во диагностички цели, но и како превенција на карцином на дојка. Споменавте дека и таа користи јонизирачко зрачење. Колку често треба да се прави кај жените кои што доаѓаат да направат превентивен преглед? Мамографијата е да кажам, многу добра диагностичка метода за евалуација на градите и кај жените и кај мажите секако. Тоа е на софт техника во која што се користат ниска доза на зрачење, затоа што сакаме да го видиме ткивото на градите. Нема многу зрачење, но диагностичката процедура е многу точна, многу захтевна и затоа се препорачува кај, да кажам, кај жените после 40-та година, еднаш годишно или во 2 години еднашка да си направат мамографија после 40-та година. Кај жени кои што имаат фамилиарна предиспозиција, мајка, татко или било како, кои што имаат проблеми со градите, тогаш испод 35-та година е исто препорачливо да се направи мамографија. Кај оперирани
веќе оперирани пациентки кои што имале диагностицирано некој проблем на градите, тогаш обавезно правиме еднаш годишно мамографија и кај девојчиња кои што да речам веќе имаме проблем некој диагностицирано претходно, може да биде и возраста уште пониска, се препорачува еднаш барем годишно да направат чекинг на дали тоа ќе биде ултразвук или ќе биде класична мамографија. Ние во нашата клиника на вистина софистицирано ги правиме тие прегледи. Имаме 2D и 3D мамографија, 3D е веќе томосинтеза кај што да кажам на начин сличен, на начин сличен како кај компјутеризираната томографија, го делиме ткивото на повеќе слайсови и така диагностиката и прегледот е попрецизна, да. Кажете ми како изгледа овој преглед, дали е непријатен за жената, дали дојката е силно стисната помеѓу плочите, може ли да се прегледаат мали дојки, исто како и големи дојки, дали тоа може би представува проблем при снимањето, ако дојките се премали или ако се преголеми? Нас не ни представува проблем воопшто при прегледот, дали дојките се мали или големи. Побитно тоа дали се мали или дојките или големи, ние припремата на пациентот, значи не мора да биде жена. Кај нас во последно време доаѓаат и многу мажи кои што имаат проблеми со градите, да. Битно е пациентот да биде добро припремен кога ќе го направи преглед. Што советувате пред прегледот? Тоа значи да советуваме, например, кога пациентката или машко кој ќе дојде, да избегнува ставање на перспиранти. Да, бидејќи секој перспирант содржи мала доза на метални партикли кои што при прегледот може да се видат на самата слика и да ни дадат, да кажам, лажна некоја слика на патолошки процес кој што потоа може да не одведе во друг правец. Затоа, исто како и кај сите останати други прегледи, многу е битно да работиме на припремата на пациентот, да го едуцираме што да направи пред прегледот. Кај жените, например, кога се прави мамографија, најдобро е периодот да биде од 12 до 16 ден после менструалниот циклус. И ви кажав, значи да нема никакви перспиранти, да нема никаква... за тело, да речеме, не, ништо, апсолутно, никаква козметика, најдобро е да нема никаква козметика, затоа што знаете, различни производители користат различни препарати во сета таа козметика, да кажам, кои што пак ќе повторам, може да не однесат во еден правец кој што може да ни даде лажна слика. Колку време трае снимањето со мамограф? Со мамографија трае околу максимум и припремата и снимањето околу 10 минути, зависност дали ќе биде 2D или 3D томосинтеза, најмногу 10 до 15 минути. Снимањето малце е незгодно затоа што градата мора да се стисне, ткивото мора да се стисне, што секако тоа не е нешто страшно, не е многу болно. Нормално дека ние ја стискаме градата до оној степен додека пациентот или пациентката може да издржат. Сето тоа си има еден принцип кој што го, да кажам, го пратиме и мора да биде онака како што е по стандарди направено. Исто така, густината на коските може да се испита на ваков начин. Со која процедура? Со снимање, сакав да кажам. Не конкретно со мамографија, туку со една од оние процедури за снимање. Да, во нашата клиника исто постои апарат остеодензитометар. Самата процедура се нарекува остеодензитометрија, која што исто користи ниски дози на X зраци, значи има релативно мало зрачење, каде што се анализира структурата на самата коска. Исто како и кај останатите прегледи е многу битно припремата на пациентот, да се каже на пациентот да избегнува, да кажам, калциумови препарати, оние што ги примаат препарати за коски, да се праша дали е пушач, дали конзумира мрсна храна, дали во последниот период имал некои скршеници или било какви проблеми со коските, за да сето тоа ние го евидентираме и потоа
се прави една точна и прецизна Значи анализа. имате цел еден прашалник. Апсолутно Всушност, да. За секоја диагностичка процедура имаме прашалник кој што мора да се помине со една цел да се направи адекватен и точен преглед и потоа да немаме проблеми од типот дека ќе добиеме некој лажен или да кажам резултат кој што ќе не одведе во несакан правец. Како точно се прави снимањето кога станува збор за густината на коските? Како изгледа? Тоа е еден апарат кој што да кажеме релативно современ апарат, пациентот легнува на грб, во зависност од тоа кој дел го правиме, најчесто ги правиме колковите и кичмата и се анализира прегледот, се добиваат резултатите за многу кратко време, за негде десетина минути, се добива процентуален однос на порозноста на коските и врз основа на тоа се детерминира дали пациентот има, да кажам, висок, среден или низок ризик за фрактури и за кршење на коските. Ајде да проговориме и за магнетната резонанца, која што исклучително често се применува и оние кои што поминале низ неа велат дека е непријатна, од аспект на тоа дека треба пациентот да се внесе во еден простор кој што за оние што се клаустрофобични може да представува и проблем. Ајде опишете ни ја. Да, магнетната резонанца... Мислам дека имаме еве конкретно како изгледа. Да. Баш така. А реагираат пациентите кога ќе видат дека треба да ги внесете? Па секој индивидуално, знаете, ние работиме пред се посебно за магнетната резонанца, многу работиме пред да почне прегледот, така наречената припрема на пациентот. Значи исто како и кај компјутерот, оние прашалници дали има алергии, шекер, проблеми со бубрезите, бидејќи кај магнетната резонанца постојат контрасти кои што се, да речем, различни од компјутерот. Но пред се работиме со пациентот за онаа клаустрофобија во која што ќе влезе пациентот, во која што ќе се наоѓа за време на прегледот. Морам да напоменам дека за разлика од компјутерот кој што трае неколку секунди, максимум 10 на 15 секунди или цел преглед ако го анализираме неколку минути, кај магнетната резонанца имаме прегледи кои што траат и по 35-45 минути, саат време. И вие замислете дека тој саат време пациентот треба да лежи во тој затворен простор. Сега, навистина е незгодно, но сега ова клаустрофобија, апсолутно реагираат некои пациенти и многу бурно, многу, да кажам, се плашат. Али за сето тоа ние имаме припрема, имаме да кажам, помагала, девајси кои што помагаат да и пациентот внатре кога ќе влезе да не се осеќа као да е во затворен простор. Имаме така наречен визир во кој што го ставаме над главата на пациентот и да кажеме како оние перископите што ги има во подморниците и он фактички е затворен во борот внатре во магнетната резонанца, али со помош на тој визир не гледа нас напред кај што работиме со него. То помага тоа? Апсолутно помага, да. Потоа имаме комуникација со пациентот, му ставаме слушалки бидејќи има бучава за време на прегледот. Комуницираме активно со пациентот преку микрофон, имаме камера во која што го следиме апсолутно секое движење на пациентот. Има прегледи кај што мора да соработува пациентот, диши, не диши, да земе воздух, да испушти воздух. И ви кажам, тоа е една процедура, магнетната резонанца е навистина софистицирана диагностичка процедура. Исто како и компјутеризираната томографија, ние работиме, да кажам, прегледи кои што се високо софистицирани прегледи, посебно на кардиоваскуларниот анализи и диагностицирање на заболувања кај кардиоваскуларниот систем на срцето и на сите останати артерии, вени и така натака. Што да кажам, сме посебно горди на тој дел од диагностиката. Колку трае снимањето на срцето, кога станува збор за магнетна резонанца на срце? Дали се прави всушност на истиот начин, со истата апаратура, како и обичните? На истиот апарат се прави. Треба претходно да има одредени карактеристики апаратот секако.
ние, како што ви напоменав, располагаме со најсовремена апаратура и за магнетна резонанца и за компјутеризирана томографија. За посебно сме горди на магнетната резонанца која што работиме на срце, бидејќи сме едни од пионерите во воспоставување на таа диагноза, на тој диагностички метод. Има тим на радиолози, интернисти, кардиолози, кои што работиме заедно и кои што, да кажам, правиме еден преглед кој што е на вистина високо софистициран и преглед кој што тек во, да кажам, во следниот период се уште ќе се развива, се уште ќе допринесува за повеќе и повеќе да се диагностицираат тие кардиоваскуларни болести. Самиот преглед трае негде околу, во зависност од тоа што бараме и како бараме, од 30 до 45 минути. Магнетна резонанца на срце се нарекува и one-stop shop, да кажам на друг начин. Зашто? Затоа што со еден преглед добивате повеќе, да кажам, информации за различен тип. Например, добивате прва информација за контрактилноста на срцето, неговата сила, валвулите, проводноста на валвулите, доколку има некоја патологија, тумори или било што друго, се добива анализа на самото туморско ткиво. Доколку има лузни, тие се анализираат дали се тие лузни од инфаркт или се резултат на миокардитис. Сето тоа се прави во тим со како што ви напоменав, со интернисти, кардиолози, рентгенолози, рентгентехнолог. И навистина сме горди на тој преглед. Во последно време почнавме да правиме и аденозин стрес перфузија на срцето, со давање на лек аденозин кој што е вазодилататор, се предизвикува намалување на крвниот притисок и со тоа се добива ширење на крвните садови. Со ширење на крвните садови се добива потребата на срцето за повеќе крв и повеќе кислород. Кога го даваме аденозинот, се постигнува една, да кажам, тахикардија која што е 10 до 20% повисока во однос на она кој што си има пациентот. Малце чувството му е нелагодно, али цело време во присмотра, цело време на ЕКГ монитор и на сите други витални параметри, и кога ќе го дадеме аденозинот, како што ви напомена, се прави една вазодилатација на крвните садови, проширување, и го даваме контрастот, се добива перфузија, која што потоа перфузија анализираме, и ако биде све окей, перфузијата во срцевиот мускул ќе биде нормална. Доколку има зафаќање на коронарните крвни садови, тогаш тоа ќе го видиме дека перфузијата не е онака како што треба. Тоа ни е знак дека има некоја стеноза на некој од коронарните крвни садови. Има ли пациенти што не смеат да се снимаат со магнетна резонанца? Па, видете, да, има ограничување кај магнетната резонанца, посебно кај оние кои што имаат импланти, посебно метални импланти, но како и на секое друго поле, медицината е отидена толку напред што веќе тие метални импланти не ни представуваат потешкотија за прегледот. Секако дека ние пред да го направиме прегледот, разговараме со пациентот, го прашуваме за сите кондиции кои што ги има, како што и за кај компјутерот, за бубрежна состојба, дали има метални импланти, било што, очни леки, некои вештачки колена, колкови. И во последно време, да кажам, во последниве 10 години, све што е ставено како имплант е магнетокомпатибилно и нема никаков проблем да се направи магнетот. Имаме проблем кај што, да речам, тие импланти се ставени пред 10 на 15 години предходно. Имаме проблем кај што
пациентите имаат импланти, а не знаат од каков тип, Материјал се каков направени. материјал. И тогаш мораме да имаме документ строго, значи подпишан од местото кај што е ставен имплантот, дека имплантот е магнетокомпатибилен. Ни сметаат исто, да речеме, шминките кај жените кои што се користат. Значи не смее да се стави пудра, кармин, руж, сенки. Исто они содржат во трагови содржат метални партикли кои што можат да ни сметаат при анализа. Сега се популарни тетоважите. Вела дека некои тетоважи може да направат проблем. Имаме ние многу пациенти кои што ги прегледуваме на магнетна резонанца, кои што имаат тетоважи, ги контролираме цело време во текот на прегледот, нема проблем, но доколку има голема површина, да кажеме, на тетоважа на телото, значи тогаш сме во постојана комуникација со пациентот за време на прегледот. Дали ќе осеќа топлина или било што печење некое на местото на самата тетоважа. Може изгореница да се јави? Апсолутно да. Апсолутно да, и затоа мораме да бидеме многу присебни, мораме да бидеме многу внимателни, цело време да разговараме со пациентот, да ни дава информации што осеќа, како осеќа, затоа што секоја тетоважа, боите кои што ги има тетоважите содржат во трагови метални партикли кои што, да речем, може да ни направат проблем. Доколку пациентот едноставно не може да го издржи ова снимање, од најразлични причини, те клаустрофобија чувствува, применувате ли анестезија или пак некои средства за смирување? Да, се трудиме секој преглед да го направиме. Се работат и пациенти кои што се под анестезија, ние работиме деца, деца новороденчиња, работиме од по неколку дена, работиме деца, да кажам, неколку години. Децата, знаете, многу се плашат, често и не можат да соработуваат, нормално дека се деца. Во тој случај ги работиме под анестезија, во тим заедно со анестезиолози. Апсолутно ги правиме прегледите успешно, супер излагаат сите прегледи. Да, се прават и прегледи под анестезија. Се прават и прегледи кои што, да речеме, кај што не ни е потребна, да кажам, комплетна анестезија, даваме, тоа анестезиолозите даваат лекови кои што, да кажам, се смируваат. Се дираат, го успиваат пациентот, тој се дише нормално, нема никакви интубации, нема ништо. Али се е во интерес на пациентот да прегледот биде направен. Доколку се стави контраст, дали ќе биде подобро снимањето во споредба со она што ќе се изведе без контраст, од што зависи? Контрастот се дава по потреба. Значи на компјутеризираната томографија и на магнетот контрастот се дава по потреба. Кај компјутеризираната томографија контрастот е јодно контрастно средство, а кај магнетната резонанца најчесто е гадолиниум. Гадолиниумот, да кажам, дава така наречен позитивен контраст, особено во Т1 секвенцата, каде што го зголемува интензитетот, да кажам, на делот кој што го гледаме. И затоа и се дава контрастот да ни се одвои нешто што е нормално, физиолошки, од она што е патологија, патофизиолошки. Не кај сите прегледи се дава контраст, значи контрастот се дава строго по потреба. Јодните контрастни средства кај компјутеризираната томографија се елиминираат од прилика за 4 часа, му се кажува на пациентот да зима повеќе течности, доколку има бубрежни заболувања, му се дават дополнителни инфузии со физиолошки раствор и така натака. Значи се води строго сметка за бубрезите. Кај магнетната резонанца контрастите се далеку посигурни во споредба со оние кај компјутеризираната томографија. Пред се прво се даваат во помала количина. Кај компјутеризираната томографија, например, некогаш даваме и до 100-150 мл контраст во зависност од снимањата кои што ги правиме. Кај магнетната резонанца даваме 10 до 15 мл контраст максимум, што, да кажам, е помало оптеретување за бубрезите, затоа што секој давање на контраст е оптеретување на бубрезите, може да се предизвика акутна бубрежна инсуфициенција и
Затоа од тој аспект мораме да бидеме многу внимателни, затоа од тој аспект ја правиме и лабораторијата пред прегледите да видиме уреа креатинин. Се на едно ниво да биде пациентот во секој смисел сигурен. Сигурен, така. Да. Што се правите во ангиосалата? Да, ние имаме прекрасна ангиосала во која што апсолутно ги правиме сите интервентни процедури. Пионери сме и први во нашата држава по некои процедури кои што се изведуваат кај нас. Правиме нормално коронарографии, правиме други инвазивни процедури, интервентни процедури. ТАВИ, тоа е ставање на валвула, а ТЕВАР, тоа е ставање на стент на аортата. Нормално сите оние стентирања на коронарните крвни садови на срцето, тие се изведуваат секојдневно во нашата болница. ТАВИ процедурите, исто ви кажав, ТЕВАР процедурите, ТЕИС процедурите. Тука се многу исто интервентни процедури кои што ги работиме, да кажам, секојдневно. Разни малформации кај дечиња на срцето. Имаме тим од кардиолози, интервентни кардиолози, заедно со интервентни радиолози, кои што сочинуваат еден тим кој што работи безпрекорно, точно и навистина правиме, да кажам, интервенции кои што се најсовремени во интервентната медицина и сме навистина горди на тоа. Споменавте дека постојат навистина различни сликовни диагностички процедури. Дали за сите од нив е потребна специјална обука? Да. Знаете како техниката секојдневно се усовршува, иде напред. Постојано имаме нови методи и вие ако сакате да бидете во секој поглед, особено нели во медицината, треба да посетувате тренинзи, треба да посетувате обуки. Од тој аспект ние во нашата болница Жан Митрев клиника во тој поглед учествуваме на сите конгреси, обуки и целта на болницата и на менаџментот на нашата болница е секој на она место на кое што работи да биде високо едуциран и да има, да кажам, оние skills кои што ќе вештини кои што ќе бидат пред се за методата која што се работи, а потоа и за сигурноста на пациент, да направите добар преглед, да методата биде успешна и на крајот да добиете, да кажам, адекватни информации за состојбата на пациентот, односно диагностиката на болеста која што сакаме да диагностицираме. Михајло, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ги појаснивте најчестите пристапи при снимањата со различните методи, односно методи за снимање, сликовни методи за снимање, имиджинг методи, се мислев како да го приведам тоа, имиджинг, сликовни методи кои што се прават многу често. И речиси секоја диагноза всушност има потреба од некоја ваква имиджинг метода за да се постави точна и прецизна диагноза. Да, имиджингот зазема, да кажам, во последно време, во последниве 10 години, на вистина, да кажаме, да не бидам сега претенциозен, главно место во диагностицирањето на сите заболувања. Многу брзо техниката, ние работиме со техника, нормално и со знаење, и техниката секојдневно иде напред. Баш и затоа ви напоменав предмалце дека мора да бидеме обучени во секој поглед, да, и во секое време. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас, нашата болница Жан Митрев клиник ви стои на располагање во секое време. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Имајте пријатен ден.